Оваа година Стопанската комора на Македонија ќе ја одбележи 104 годишнината од незиното постоење и активности во нашата држава, а во следниот период сите приоритети ќе бидат насочени генерално кон инфраструктурата, односно реализација на клучните инфраструктурни проекти и поголема вклученост на домашната градежна оператива, поддршка на извозот и извозните компании, активности насочени кон владење на правото, елиминирање на корупцијата и сивата економија, се со цел создавање на еден подобар амбиент за работење на македонските компании, за да бидат поконкурентни и подобро регионално и пошироко да се поврзат. Можам да кажам дека Стопанската комора на Македонија во овој период представува столб околу кој се мрежени македонските компании кои што создаваат дополнителна вредност. Во Стопанската комора на Македонија сум веќе 25 години, на менаџерска позиција тргнувајќи како генерален секретар сум од 2005, па извршен директор до 2019 и подпредседател, за во моментот да ја обавувам функцијата советник за економски развој и инфраструктура. Меѓутоа, за успех на една компанија како што е нашата, ценам дека важно е и поддршката од менаџментот, од тимот со кој што работиме и пред се од нашите менаџери, од компаниите членки кои што активно се вклучени преку работата во телата и кои што сите заедно придонесуваат за создавање на институција како нашата, лидер за коморско организирање не само дома, туку и во регионот. Мојата порака генерално кон младата генерација е првенствено да имаат цел. За постигнување на својата цел треба да бидат упорни и истрајни, а единственото моќно оружје во остварување на таргетите е знаењето. Затоа, мислам дека постојано треба да се надоградуваат, да се усовршуваат, да имаат голема толеранција, почитување и секако да бидат адаптибилни кон новите промени, а пред се да имаат и една од одличните вештини, слушањето, која што е одлична алатка во добра комуникација.